Со отворањето на просторниот план за Македонија кој што се отвора еднаш на 10 години, сега е шансата за општина Македонски Брод и Поречието да добијат можност за урбанизација, која што е стопирана со децении поради проектирано езеро кое што никогаш не е изградено. Во далечната 74-та како продолжение на езерото Козијак било планирано да се изгради уште едно вештачко езеро наречено Калуѓерица. Езерото не се изградило, но во просторниот план 2005-2020 повторно се предвидуваат истото и тоа се протега се до селото Суводол, а Македонски Брод би бил скоро на самиот брег. Сега, ниту се гради езеро, ниту пак се возможни нови градби инвестиции. Цедиот крај е статус кво. Општината и бизнисмените бараат државата да го избрише ова езеро, кое што е пречка за развој на Поречието. Верувајте дека со правење на браната Козијак апсолутно нема смисла постоењето на браната Калуѓерица. Што значи браната Калуѓерица? Наместо браната Калуѓерица да биде економски двигател на нашата општина, браната Калуѓерица ја влече наназад, економскиот развој го влече наназад на територијата на општина Македонски Брод. То не може никаква урбанизација покрај Треска во близина на регионалниот пат да направиме од една единствена и проста причина поради браната Калуѓерица. Од општината велат дека ако сега не се реши овој проблем, тоа ќе значи можеби и комплетно замирање на овој крај. Според нив езерото било непотребно затоа што прво бил прескап проект, а второ со него ќе се потопат 6 села, сегашниот пат Брод Скопје, пештерата Пешна и сета инфраструктура што тука се градела со децении. Практично комплетно ќе се уништи и одсече овој крај, а до оние села кои што нема да се потопат, нема да може да се стигне. Просторниот план се отвора на 10 години, доколку ова година не успееме ние да се повлечи таа кота на обраната, верувајте уште наредните 10 години остануваме на истата позиција, ќе тапкаме во место. Од Македонски Брод се пожалија и тоа дека државата се уште нема слух за изградбата на патот Брод Скопје, со кој што тие до главниот град ќе може да стигнуваат за само 80 километри, а не сега за 160. Сегашниот пат е тесен и со времен режим на сообраќај. Тоа е втората пречка за развој на овој крај.